Па имавме состаноци со видни лица на високи позиции во Европскиот совет, во Европската комисија, исто така со неколку европски пратеници. Тука би го издвоил состанокот и со претседателот на Европската народна партија и шеф на пратеничката група на Европската народна партија во Европскиот парламент, господинот Манфред Вебер. Само што завршивме состанокот со господинот Мекалистер, кој што е исто така многу значајна политичка фигура овдека во Брисел, посебно во надворешната политика, бидејќи тој е председател на Комитетот за надворешна политика при Европскиот парламент, со господинот Рајнар Виланд, кој што е подпредседател на Европскиот парламент, и понатаму продолжуваме по план исто така. Вчера имавме средба со европратеникот Сагарц, кој што доаѓа од сестринската Народна австрийска партија. Разговаравме околу актуелната ситуација во Македонија, високото ниво на корупција и криминал, чиј што главен промотор е владата на ДУИ, поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, потоа неуспехот во реформите, сето на лошо што се случува, примери од типот на тоа зошто учениците нема учебници и неспремни ја поминаа годината, учебниците ги добија на крајот од годината, катастрофата во здравството, пропаднатите проекти во здравството, лошата состојба на земјоделците и силувањето на младите. Зборувавме за сите оние актуелни внатрешни проблеми и како ВМРО ДПМН се консултираме со луѓето кои што се овдека во Европскиот парламент за можните решенија кои што идната влада на ВМРО ДПМН треба да ги преземе и може да ги преземе во насока на решавање на овие реални проблеми, со посебен фокус на високото ниво на корупција и криминал во државата и како што повеќе да може да владее правото. Односно не што повеќе, туку да владее правото, бидејќи денес имаме држава во која што гледаме дека владеат банди, заштитени од криминални политичари, а најмалку владее правото во Македонија. Исто така зборувавме и за процесот на така наречени уставни измени, кои што е прифатен еднострано од страна на владата на ДУИ, поддржана од СДСМ, од овој поставен премиер Димитар Ковачевски, без никакви консултации со народот во Македонија, со граѓаните, без никакви консултации со ВМРО ДПМН, со опозицијата. И тоа е еден процес кој што дополнително го усложни пристапувањето на Македонија во рамките на Европската унија, процес во кој што фрустрацијата кај македонците посебно е на едно многу високо ниво, каде што повеќе од 80% од македонците велат дека не би поддржале ни под било која цена, ни под било кои околности промена на уставот. Разговараме за проблемот кој што сега ние сите го имаме на маса, а кој што за жал оваа влада, повторно ќе кажам, на ДУИ, поддржана од СДСМ, го донесе. Ние и тога зборувавме дека процесот на преговори за Македонија не почнува, туку почнува за Албанија. И тогаш велевме дека имаме основано сомневање дека некои од членовите на владата не работат за интересите на Македонија и граѓаните на Македонија, туку работат за интересите на Албанија. Но и тогаш бевме некако игнорирани и тоа што ние го зборувавме како да не беше сватено сериозно. Година дена потоа ги реафирмиравме истите наши позиции дека уставни измени под овие околности, под бугарски диктат, ВМРО ДПМН нема да прифати. Зборувавме за двата предлога кои што ВМРО ДПМН ги стави на маса пред Димитар Ковачевски, за кои што до ден денеска немаме одговор. Имаме два предлога кои што се на маса, кои што се резултат од лидерската средба и за кои што немаме одговор. Зборувавме за фрустрацијата која што имаат македонските граѓани, бидејќи повеќе од 2 децении трае оваа голгота на македонските граѓани. Повеќе од 3 децении трае голготата на македонскиот народ, кој што мораше да се откаже најпрво од своето знаме, потоа да се откажат од своите банкноти, потоа да прифатат уставни измени како резултат на Охридскиот рамковен договор, потоа да прифатат уставни измени на начин на кој што тоа го протурка владата на СДСМ и ДУИ и промена на уставното име, а за возврат да не добијат ништо. Многумина од државите беа позади Македонија во овој процес. Многумина од државите беа позади нас. Но за жал Македонија е се уште во ходникот, а за среќа на тие држави тие се сега дел од Европската унија и нивните знамиња се веат овдека и тие можат да учествуваат. Зашто? Затоа што нашиот народ не ја доби фер шансата од страна на европските институции, како што тоа го добија другите народи од Централна и Источна Европа, односно земите
посткомунизмот. И нашата порака овде е дека мора нашиот народ да добие фер шанс. Доста е на понижување, доста е со омаловажување, а за да сето тоа се сопре и за сето тоа престане, потребно е час поскоро оваа влада, најкорумпираната влада во Европа, предводена од ДУИ и поддржана од СДСМ, да замине во историјата. Час поскоро треба да имаме предвремени парламентарни избори. Бидејќи секако следната пролет ние ќе имаме редовни парламентарни избори. Да не биде Македонија заложник на политичката кариера на неколкумина во владата, да останат да бидат таму уште неколку месеци. Туку едноставно да се случат тие предвремени парламентарни избори, нова влада која што ќе го добие легитимитетот и кредибилитетот од народот, да тргне во еден силен реформски процес, силна реформска агенда, решавање на сите внатрешни проблеми, а со тоа и поместување напред во процесот на евроинтеграција на Македонија. Тоа е она кое што ние го промовираме овие 2 дена и уште еднаш ќе кажам, го повторуваме нашиот став и нашите аргументи зошто ние денеска нема да поддржиме уставни измени под овие околности и под бугарски диктат. Знаеме дека Бугарија не е проблем, но дека не е единствен проблем. И тука од Европската Унија често нотираат дека во Македонија има проблем во правосудството, во корупцијата. Сега видовме примери дека лица од владеачките партии ставени на црна листа на САД за корупција и криминал. Дали ова беа теми на разговори тука во Брисел во овие 2 дена? Апсолутно неприфатливо е земја кандидат да има такво ниво на криминал и корупција како што тоа се случува во Македонија. Апсолутно е неприфатливо да бидеме лидери кога станува збор за перцепцијата на криминалот и корупцијата, а сме истовремено земја кандидат за членство и истовремено промовираме, условно кажано, европски вредности од страна на оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ. Апсолутно пораката од тука која што доаѓа е тоа дека не можеме да водиме политика базирана на двојни стандарди. Од една страна да ни полна устата со криминал, полна устата за европскинина, а од друга страна да имаме криминал, односно неколку фамилии во државата, неколку семејства кои што се врхушката од една-две политички партии кои што се дел од владата, да бидат главни промотори на криминалот и корупцијата и да се богатат поради тој криминал и корупција на грбот на граѓаните. Апсолутно тие две работи не можат да бидат една со друга споеви. Тоа е суштината од пораката овдека. И затоа се потребни предвремени парламентарни избори, зашто побрзо да го удриме криминалот во корен, да ја намалиме перцепцијата за корупција која што владее за нашите политичари и за нашите институции, да направиме функционални институции и она што е најважно, да ја вратиме надежта кај луѓето. А тоа се прави со силна, јака, европска, реформска агенда која што ВМРО ДПМН ќе ја донесе како една влада во Македонија.